Добро вечер. Нова епизода Cyber Команда. За жал после 2 недели имавме објективни околности поради кои што не можев да ја снимам минатата емисија. Чудесно, доста луѓе ми пишаа зашто, како, каде, што, навака, натака. Па и вторникот се погоди, не можев тешки моабети, ама затоа четвртокот бев. И оние добронамерни веднаш, браво, што не си таму, не си ваму. Значи, ништо од тоа, дечки. Тука сум, сабота, Cyber Команда, вторник, ако не вторник, некој друг ден, тешки моабети, 230 емисии, не е шала, не е шега, не е заебанција, не е месец, два, три, него е сериозно време. Поминато, проведено, коментирано на овие теми. Така што, после 2 недели се навраќам, доста работи во меѓувреме се случија, станавме водечка економија во светот и пошироко, интергалактички. Кога нема никој да се спротивстави и да каже не е така, значи така е. Да, во светот и пошироко, со цел памет. И таа водечка економија е толку многу водечка економија, што се плаши да отиде до кочани, и толку е водечка економија што еден лекар ги лекува преживеаните од македонскиот Чернобил. Таква е таа водечка економија. Тоа е водечка пиар економија и пропаганда број 1 во светот, која што ве замајува, например, со правење на пруга. Меѓутоа, Македонија, нивната северна, има се уште останато луѓе кои што имаат капацитет за размислување, анализа и пишување. Па сега ќе проследите нешто за таа прочуена пруга која што ќе ја правеле овие нашиве од водечката светска економија. Дали брзата пруга Табановце-Гевгелија представува исплатлива инвестиција или уште едно колосално промашување? Прашање на денешната Cyber Команда. Представниците на власта деновиве постојано ја пласираат информацијата дека предложениот проект за брза пруга од Табановце до Гевгелија, кој би требало да чини околу 2 милиарди евра, ќе ни носел годишни приходи од 120 милиони евра. Наводно 10-кратно повеќе од колку сега. И дека наводно самиот ќе ги вратил вложените пари за 17-18 години. Пропагандно заведените и финансиски неписмените луѓе наивно ќе поверуваат дека вложувањето на вистина ќе се врати после 16-17 години. Значи 120 евра за 17 години. Најпрво ќе покажеме дека ова е погрешна и манипулативна пресметка, а потоа ќе видиме и уште две поточни пресметки кои што се уште понеповолни за државата. Погрешната пресметка на владата почнуваме прво да ја анализираме. Иако приходите од 120 милиони евра се пренадувани, дури и да ги земеме здраво за готово, тие не значат речиси ништо за отплатата на заемот. Приходите се првиот ред во билансот на успехот, после кои следат многобројните трошоци. Очигледно е дека пропагандистите од власта, но и представниците од опозицијата не прават разлика помеѓу приход и добивка, односно профит. Имено од прибраните наводни 120 милиона евра годишно, поголемиот дел, 60 до 75% отпаѓа на оперативни трошоци, за влеча на возовите, амортизација на вагоните и локомотивите, одржување на возовите, електрична енергија за влеча, резервни делови, плати за вработените, во секторот влече администрација, а помал дел од 24 до 40% на трошоци за инфраструктурата. Значи, треба се одржи пругата, мостовите, поправка на сигнализацијата, електричните системи, отплата на кредити и трошоци за менаџирање и така натаму. Грубо земено, трошоците за возовите и инфраструктурата се во сооднос 2:1. Од делот за инфраструктура најмногу до 1/2 може реално да отпадне на отплатата на кредити, односно само 12% до, да речеме, 20. Тоа значи дека од наводните приходи од 120 милиона евра,
за отплата на ануитетите од британскиот кредит може да се оделат од 12 до 24 милиона евра годишно. Толку може да издвои железницата. Државата може да издвои од буџетот уште најмногу 10% од прибрани даноци поврзани со трошоците од железницата кои ќе станат нечии туѓи приходи и добивка. Сето тоа под услов да не ги потрошат непродуктивно за други цели, што не е реткост. Најпростата математика кажува дека времето на отплата на 2 милиарди евра, не сметајќи ги каматите, изнесува од 83 до 143 години. Додека заедно со каматите се приближуваме кон 200 години. Ниту буџетот со помош на прибраните даноци не може значително да го намали времето на отплата под 100 години. Дури на лаик му е јасно дека проект во време на отплата подолго 30 години е непрофитабилен и губитен, слично како аутопатиштата на Бехтел и Енка. Но тоа не им пречи на представниците од власта да продолжат да ја замајуваат јавност. Сега ќе ви дам пореална пресметка на отплатата. Поаѓајќи од капиталните издатоци за проектот од 2 милиарди евра, предпоставената каматна стапка од само 4% за период од 30 години, со методите на финансиската математика го пресметуваме износот на годишниот ануитет за отплата на заемот, кој изнесува фантастични над 115 милиони евра. Веќе оваа бројка кажува дека дури целокупните наводни годишни приходи од 120 милиони евра едва ќе можат да се отплатуваат ануитетно, а камоли да се плаќаат оперативните трошоци. За 30 години вкупно би требало да се исплатат 1470 милиони евра камата, а заедно со главницата тоа би било некаде приближно 3,5 милиарди евра. Дури ако приходите се зголемуваат следејќи ја годишната стапка на инфлација од околу 3%, отплатата на 3,5 милиарди евра е неодржлива и невозможна. Но ситуацијата е уште понеповолна. Да видиме колкави приходи се реално остварливи, не она што ни го кажа Мицко. Поидовната основа ни представува цената по тон километар превезени стоки, која според документот на Железничката асоциација на Канада, немаме зашто ги спориме нив, што ги споредува овие трошоци широм светот, истите се движат од 2,97 до 12,19 американски центи по тон милја, односно 1,69 до 6,93 евра центи по тон километража. Ке усвоиме уште едно од повисоките цени, например како у Франција, 4,6 евроценти по тон километар. Ова се земји кои што знаат што прават кога станува збор за ваков сообраќај. Сега нашата траса од 215 км од Табановци до Гевгелија изнесува, цената би изнесувала 9,9 евра по тон. Со скратена пруга, нели Мицко се пофали 200 км ќе била, тоа би била таа цена. Следниот параметар представува годишниот обем на товарниот сообраќај железнички. Патничкиот нема да го земеме предвид, бидејќи истиот кај нас е редовно загубарски и не придонесува кон отплатата. Последниот податок од 23 година гласи дека вкупниот годишен обем на превезени стоки во Македонија изнесува само 463.000 и нешто ситно тони. Значи 460.000 тони. Тоа е се она што се превезло со железницата во Македонија во 23 година. Ако предпоставиме дека 75% од овие стоки биле превезени од Гевгелија до Табановци, значи по целата траса, се добива просечен годишен превоз од околу 347.000 тони, што со цената што ја кажавме претходно 9,9 евра по тон, дава приходи од жални 3,44 милиони евра. Како у владата дошло до заклучок дека прометот и приходите ќе се зголемеле 10-кратно, само тие знаат. Дури и да се зголема 10-кратно, се добиваат 34,4 милиони евра годишно, што е речиси 4 пати помалку од нивната проекција или пиарот. Ако 20% од тие 10-кратни приходи, односно 6,9 милиони евра годишно се трошат за отплата на ануитетите, тогаш 2 милиарди од кредитот би ги вратиле за
фантастични 291 година. Сега ќе ви дам проценка на приходите според прометот на грчкото пристаниште Пиреа. Според тие податоци, во 22 година околу 181.000 вагони, односно 6 метарски контейнери биле транспортирани со железниците од Пиреа кон источна и централна Европа. Значи, целокупниот сообраќај, тоа го има на интернет, дадени се бројките, е тој. При просечна маса на товарот од 14 тони, значи еден таков контейнер да има 14 тони, годишниот обем на стоки превезен со воз од Пиреа до источна и централна Европа е некаде околу 2,5 милиона тона, од што најголем дел моментално се превезува преку Бугарија и Романија кон Унгарија. Доколку ја модернизираме пругата, најверојатно дека нема да можеме да одземеме повеќе од половината од овој обем, што е оптимистички, односно 1,3 милиони тони. Дури со зголемување од 50% и со додавање на домашниот сообраќај на трасата Гевгелија-Табановце, очекуваниот годишен обем на превезените стоки нема да премине 2,3 милиони тони, што одговара на приходи од 22, без малку 23 милиони евра. Ако на отплата определиме 20% од овој износ, тоа се помалку од 5 милиони евра. Времето на отплатата изнесува 439 години без каматите. Дури ни земањето во предмет на даноците прибрани до буџетот нема да го скрати периодот на отплатата под 250 години. Зошто е малку веројатно дека превозот на стоки од пристаништето Пиреа ќе се пренасочи преку Македонија и Србија, наместо преку Бугарија и Романија? Претпоставувате. Проблемот лежи во трите гранични премини и царинските процедури кои отсуствуваат на трасата преку Бугарија и Романија. Да не заборавиме дека и именувањето на локомотиви на 200 км со Гевгелија и Табановце не е воопшто рентабилно. Во Грција и Бугарија исто така се врши модернизација на тесните грла, кај граничните премини Кулата и Видин. Иако бугарско-романската траса е подолга за околу 100 км, изгубениот 1 час возење неколкукратно ги компензира повеќе часовните чекања на трите гранични премини и домени Гевгелија, Табановце Прешево и Суботица Келебија. Возовите од Грција преку Бугарија, Романија и Унгарија немаат никакви царински контроли, а секако ни толку често менување на локомотиви. Трасата низ Македонија и Србија представува прв избор на кинеската компанија Коско, која што откупила 51% од акциите на пристанишето во Пиреа. Но од друга страна, трасата низ Бугарија и Романија е преферирана од Европска Унија. Тешко е да се замисли дека Британија, која иако повеќе не е членка на ЕУ, би сакала да го финансира железничкиот коридор 10 за потребите на кинеска компанија. Нели? Освен тоа, постои уште една алтернатива на коридорот 10, а тоа е коридорот 4, кој го поврзува романското пристаниште Констанца со централна Европа. Иако бродовите патуваат 1,5 ден подолго отколку до Пиреа, бродскиот превоз е 3 пати поевтин и го компензира патот низ Грција и Бугарија. Да не зборуваме што низ Романија е изградена одлична железничка инфраструктура и се наоѓа во срцето на источна Европа. Дополнителен конкурент на коридорот 10, железничкиот коридор, и фактор на ризик за количествата преземени стоки представува и отварањето на евроазиската железничка рута или неформално железничкиот пат на свилата од Кина преку Монголија, Русија и Белорусија до Централна Европа, која представува најбрз транспорт до Европа. На крајот, иако не помалку важно, вториот колосек од пругата би се градел паралелно со постоечкиот колосек низ Вардарската клисура. Доколку пругата сега не се измести низ источна Македонија, преку Свети Николе Радовиш и Струмица до Гевгелија, ние неповратно би се откажале од стратешкиот проект Вардарска долина со 12 хидроцентрали, кои многу би ни помогнале во зелената транзиција кон обновливи извори на енергија. Според ЕСМ, тој проект би не чинел околу 1,6 милиарди евра, но за разлика од железничката пруга, тоа е исплатлив. Нека не ни кажуваат дека изградбата немало да го зголеми долгот како процент од БДП и дека ќе го зголемела бруто домашниот производ.
бидејќи тоа важи само додека пругата се гради. Иако 30% ќе влезат во британскиот БДП, а не во нашиот, треба да им дадеме на нив пари. По завршувањето на изградбата, приказната со БДП-то завршува, а долговите остануваат и каматите. Пругата тогаш би требало да започне да стопанисува, самата се отплатува и да го полни буџетот. А како што вака стојат работите, таа само би го празнела, освен преку прибраните даноци, кои секако би биле мали при мала добивка. Нам не ни е потребно градење заради градење, бидејќи тоа веќе го видовме и испробавме со проектот Скопје 2014, кога ни останаа само долговите од бескорисниот и непрофитабилен проект. А знаеме кој од него единствено се офајди. Населението сепак треба да знае каде го водат овие расипнички авантури. Во Кина се градат брзи пруги со брзини и до 600 км на час. Но Кина има 1,3 милиарди жители и е втора најсилна економија на планетата. Добро, ние сега сме први. Додека ние имаме 1,8 милиони изолирани, осиромашени и задолжени граѓани, што не смеат да си дозволат понатамошно задолжување. Воспротивно ја загрозуваме и иднината и на сегашните и на неродените генерации. Изградбата на пруга или аутопат при слаб сообраќај потсетува на жабата која го видела коњот како се потковува, па и самата ја кренала ногата. Нам сосема доволно би ни било да се реконструираат преостанатите 60% од постоечката пруга, околу 125 км, при што со просечна цена 2,5 милиони евра по километар, колку што изнесува новата пруга од Куманово до Бељаковце, би не чинело 300 милиони, наместо 2 милиарди. Толку можеме да инвестираме и самите, а би добиле пруга со брзина од околу 100 километри, што е сосема доволно, на час, што е сосема доволно. Ако на кинезите им треба повеќе, нека помогнат и тие, како што помогнале за пругата од Белград до Будимпешта. Инаку, типичната комерцијална брзина на возење на товарните возови, не сметајќи ги задржувањата на граница, изнесува 40 до 60 км на сат, на пруги проектирани до 160, а 30 до 55 км на час на пруги проектирани за брзини до 120 км. Така што не се губи многу од брзината на побавната пруга. Овие брзини не се многу поголеми од брзините на контейнерските бродови, 33 до 44 км на сат. Не ни е неопходен дури ни двоен колосек. За транспорт на споменатите 2,3 милиони тони годишно стока, односно 6300 тони дневно, доволни се само 3 железнички композиции со 2000 тони товар, односно 6 композиции со по 1000 тони товар. Зошто тогаш би фрлале пари на недоволно користена пруга? Не треба да се чудиме на незнаењето од страната на власт. Но како е можно никој од опозицијата, па дури од стручните кругови да не ги анализирал бројките? Оваа пресметка можеби не е добра, но дали ќе можеме да ги видиме нивните пресметки? Такви пресметки нема, ниту пак се консултирале со стручни лица. Зашто? Еве, говоревме денеска со примери. Големи се шансите дека британците нема да одобрат кредит за ваков губитнички проект со времена отплата од 439 години. Никој не сака да остане без своите пари, па ни Велика Британија. Освен ако заемот има други мотиви. Можеби најдобро е оваа приказна со модернизацијата на пругата да остане само дел од предизборната кампања за локалните избори и да не заглавуваме во уште една должничка авантура. Бидејќи и последната со автопатиштата на Бехтел и Енка тешко ќе ја издржиме. Најдобро би било властите да престанат со носењето на непромислени одлуки и непотребно правење штети. Од една страна со задолжувања за непрофитабилни проекти, а од друга страна со лишување од профитабилни проекти од енергетиката и со раздавање на националното богатство на странци и приватници, како на пример ветропаркот на Алказар Енерджи. Да не ни останат на крајот само азилантите гратис, што Велика Британија ќе ни ги прати како дел од поширокиот договор за стратешка соработка. И не лаже премиерот кога вели дека нема да примаме мигранти. Ние ќе примаме одбиени азиланти. Ова вака ментална акробација, верувајте, во негов пример
не е случајна. Сега, само да ви кажам дека ова не се мои зборови, ова се зборови, односно Facebook статус на почитуваниот професор Дејан Трајковски, кој што е многу активен и многу прецизен во дефинирањето на аномалиите предизвикани, односно најавени со оваа траса и се она што е поврзано со договорот со Велика Британија. Јас одбрав да ги соопштам на овој начин, пак повторувајќи дека зборовите се негови, но се маестрални, се прецизни, се гледа дека се интелектуално потпрени, дека е работено, анализирано и ставено на хартија на увид за вас. И ова не е кампања. Ова е само еден агол и еден повик од моја страна да читате, да гледате, да следите, да не бидете опиени и со розови наочари од розовата реалност која што ви ја сликаат, која што никаде освен во просториите на владата ја нема. Ова беше Сајбер Команда. Благодарам за вниманието. Јас сум Филип Петровски, редовно Инфомакс YouTube каналот 21:30 сабота на вечер. Погледајте ги другите епизоди, запратете ме на Facebook, го имате мојот Facebook профил или на filipetrovski.mk ако сакате дополнителни материјали за читање. Се гледаме наредната сабота и никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува виновни сме ние самите.